Мигранти во Македонија па предвремени избори. Бугарија нема ништо со македонскиот идентитет, ама има со историјата, јазикот и културата. Златната виза за Дубај, модуларната болница во Тетово, неспроведувањето на реформската агенда. Лидерот на СДСМ Венко Филипче очигледно заборави на сите своји пресконференции и изјави за кои се доби демант, но и за кои се спаси од одговорност. Упорно обвинува за фейк ньюс, а врвот го достигна откако го ослободи од одговорност за една од најголемите трагедии што и се случила на Македонија, пожарот во модуларната болница во Тетово. Ослободен од вина, наместо да одговара на легитимни прашања, тој почна да се расфрла со закани. Кога ќе се ослободат медиумите после следните избори, кога граѓаните ќе ни ја дадат довербата и ќе ми ја вратиме власта во нивни раце, дел од вашите колеги со вас на чело ќе се извините, а вашите уредници кои што учествуваат во целокупниот овој процес на дефокус, на ширење лажни вести и на клевети ќе одговараат. Пренесете им го тоа. Филипче обвинува за лажни вести, а заборавил на пресконференциите со мигрантите и сценариото за предвремени избори. Помина мај, еве го и септември, ниту кампови, ниту мигранти, а нема ништо ни од предвремени избори, исто како што и тврдеше дека нема златна виза за Дубај. Дали ќе гледаме центри за мигранти на секаде низ држава, во сите општини и во сите градови? Какви се тие златни визи, Дубај, згради, Хариџиновиќ? Престанете со таа кампања. Нека не ви нарачуваат такви прашања. Уште една лажна вест на Филипче е тврдењето дека Бугарија не го оспорува македонскиот идентитет. Премиерот Румен Радев јасно и гласно изјави: уставните измени се само една од работите кои Македонија ќе мора да ги исполни со цел да не добива вета од Софија во иднина. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел да и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. И од Европската комисија доби демант. Македонија доби една од најпозитивните пораки во последните години дека земјата покажува сериозен напредок во спроведувањето на реформите, поврзани со Европскиот план за раст за Западен Балкан. За Филипче и тоа е фейк ньюс. А сме добиле само 60, воопшто не е битно дали некоја друга земја има повеќе или помалку од нас. Ете, тоа е суштината. Ете, тоа е суштината на пропагандата и лажните вести. Очигледно, кога сопствените изјави стануваат политички бумеранг, најлесен излез е вината за реалноста да се префрли врз оние што известуваат за неа, новинарите и медиумите.